И започнуваме со првото интервју кое што ќе го правиме за текот на денешното издание и тука нема особен наслов извадено кој што ќе стои за текот на интервјуто, туку едноставно правиме интервју со министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и токму со неа разговараме за сите актуелности и за сите теми кои што беа преактуелни одеднаш веќе не се. Така што во однос на случувањата, во однос на плановите и се што е во интересот на јавноста, продолжуваме со интервју во следните минути, токму со министерката, на која ја посакувам добре дојде. Благодарам. Како сте? Одлично. Добро. Супер. Во делот на најавата намерно тоа го споменав, бидејќи некако се чини до пред недела дена, за ништо друго не се зборуваше во јавноста, ништо друго не постоеше во известувањата на медиумите, во пишувањата, во зборувањето меѓу луѓето, и одеднаш сега како толку одамна да било тоа, кога се зборуваше за двата закона, значи за законот за родовата еднаквост и законот за матична евиденција, популарно наречени во оваа форма заедно. Што мислите, зошто е тоа така? Се надевам дека и информациите кои што беа споделени од Министерство за труд и социјална политика и од останатите кои што беа вклучени во процесот на подготовка на законот и нашите поддржувачи, дека се разбра суштината на законот за родова еднаквост и дека се види дека се тоа што беше изминатиот период, некои 2 месеца лиферувано во јавноста, всушност е една невистина, можеби манипулација, можеби незнаење, но во секој случај не беше тоа што е суштината на процесите на двата закони, особено на законот за родова еднаквост. Се чинеше, министерке, дека веројатно како држава ќе останеме имуни, барем останувавме одреден период на антиродовите движења, со оглед на тоа дека Србија ги помина овие приказни пред 2 години, кај нив, мислам, 2021-та се донесе унапредувањето на законот. Понатаму други држави, Хрватска се уште има моменти каде што има дел од овие движења, но тоа е многу пониско. И некако се чинеше дека ќе останеме имуни, но веројатно грешна беше предпоставката. Не дека верував дека ќе останеме имуни, се очекуваше да дојде и кај нас тоа антиродово движење кое што во 21 не само во Србија беше многу активно, во Полска, во Чешка, во Турција и под влијание на ваквите движења Србија ќе ја ставам на страна. Србија успеа да ги премостат проблемите, меѓутоа Чешка, Полска донесоа закони кои што се штетни за жените, кои што ја уназадија положбата на жените и верував дека можеби ќе се појават движењата, ама нема да зема толку замав како што изминатиот период гледавме. И затоа постојат истражувања, Советот на Европа, Европската унија има истражувања за антиродовите движења и нашата држава не само во рамки на регионот, не само во рамки на Европа, туку и глобално, беше препознаена како лидер, како земја која што навистина многу направи во делот на родовата еднаквост, во делот на еднаквоста на жените и мажите, во делот на недискриминацијата. И тој страв дека тука ќе се унапредуваат уште повеќе правата на жените и мажите, беше сигнал за тие антиродови движења кои си најдоа структури во државата како да започнат со активности кои што одат и против човековите права, против концептот на човековите права, а најмногу против еднаквоста на жените и мажите. Ние за еднаквост зборуваме од 46-та година. Кога прв пат во рамки на Југославија ние сме првите земји напредни во тој период. Меѓу првите земји во светот кои што возможија
право на глас на жената. Дури земји кои што денес се исклучително напредни и урбани, тоа го немале во тој Го период. нема во тој период. Ние сме први кои што донесовме закон за родова еднаквост во еднакви можности тогаш во регионот. Ние започнавме да зборуваме за родова еднаквост 95-та, после првата конференција во Пекинг, после четвртата светска женска конференција во Пекинг, каде тогашниот председател на државата, Киро Глигоров, се обврза со подпишување на Пекингската декларација дека во државата институциите ќе се насочат кон унапредување на еднаквоста на жените и мажите. Дека ќе започнеме да воспоставуваме механизми. Првиот механизам во државата е воспоставен 1997 година. И тоа токму во Министерство за труд и социјална политика. Ние после 30-40 години зборуваме за родова еднаквост. За концепт, дали концептот треба да постои. Дали треба да продолжиме или да се вратиме наназад во 95 и да зборуваме исклучиво само за еднаквите можности на жените и мажите. Еднаквите можности на жените и мажите се алатка. Главната цел на цел тој концепт е токму родовата еднаквост. Ние зборувавме со години за еднаквите можности, паралелно зборуваме и за родовата еднаквост и сега треба, нам ни е воспоставена родовата еднаквост. Треба да продолжиме со напредувањето на положбата на жените и мажите во особено на девојчињата и жените во сите сфери на општественото живење. Се чини дека се зафати антидвижењето, се зафати со една тема која што е во суштина, да, е дел од законот, но во суштина е многу спорадична наспроти она што се законот носи. На брифингот кој што го имавте за новинари, кој беше насловен за вистинскиот концепт на предлог законот, имавте објаснувања кои што ги дадовте токму со сите присутни медиуми и барем моето мислење е дека тој ден некако малку како и да подстивнаа дел од реакциите. Зошто дури тогаш? Дали се свати конечно потребата дека мора да се излезе баш народски да се објасни? Затоа што мислевме дека законот за родова еднаквост нема да предизвика таква реакција во јавноста. Затоа што мислевме дека секој кој што ќе излезе ќе ја каже вистината за законот за родова еднаквост. Нема да направи мечување, спојување на два закони, на две различни прашања под прашањето на родова еднаквост. Затоа што во 2006 кога го донесовме првиот закон немаше ваква реакција. Кога носевме во меѓувреме стратегии за родова еднаквост, Истанбулската конвенција кога ја ратификувавме како неголема цивилизацијска придобивка за земјите кои што се ја ратификува, вклучително и за нашата држава. Кога го донесовме законот за заштита на жените од насилство, вклучително и семејното насилство, акцијските планови, немаше вакви реакции. Реакциите, ако се навратам, затоа што долги години сум вклучена во оваа прашање, ако се навратам наназад во времето, да, имаше антиродови движења во времето кога ВМРО го донесоа, ги направи измените на законот за прекин на бременост. Кога го скратија правото на жената да одлучува за своето тело. И имаше мали реакции во времето на ратификацијата на Истанбулската конвенција. И толку, ама не беа толку гласни во јавност. И искрено, кога нешто работи со чиста мисла, без некаква било каква позадина, туку да овозможиш почитување на правата на секој во државата, еднакви можности на сите граѓани, мислевме дека законот ќе си ги помине јавните расправи, 18 јавни расправи, не знам за кој друг закон се направени толку јавни расправи. Да, тоа траеше. Да, законот се работи од 2019-та. Не знам, да. Да, со работна група широка. Тоа е веќе четврта година. Така е. И време е веќе, рековме, да,
направени се консултациите да го започнеме процесот на Се извинувам што ве прекинувам. Дали во рамки на јавните расправи некогаш од сите овие чинители на антидвижењата воопшто се имаат изјаснето? Или во каква било друга форма официјална која што е организирана за законот? не. Во изминативе 4 години зборувам. Да, зборувам за процесот од почетокот до сега. Ниту една целна група, без разлика дали тоа се локалните самоуправи, граѓанските организации, пратениците, не дадоа суштинска забелешка на предлог законот. Зборувам за тој најлибералниот, што беше поставен на ЕНЕР, а кој што, впрочем, сега е видоизменет. Токму целта на поставувањето на ЕНЕР, на консултациите, да слушнеме мислењето на граѓаните и да направиме одредени корекции согласно коментарите на јавните расправи. Ние во февруари оваа година организиравме јавна расправа со сите жени пратенички од сите политички партии. Токму во ресурсниот центар за креирање на родово одговорни политики, кој што е во состав на Министерството за труд и социјална политика, и немаше ниту една суштинска забелешка. Беа номотехника, за дел во механизмот што постои во собранието, во ред, прифативме, меѓутоа, ниту на една дефиниција, ниту на еден концепт имаше расправа за поддршка, за да ги видиме на протестот на црквата што го организираше, најгласни на социјалните мрежи, не прифаќаме концепт на родова еднаквост, не го поддржуваме законот, а кога имаа можност да дадат свое видување на законот, впрочем, парламентот е тој што ќе го донесе. Ние мора да ги слушнеме сите во парламентот. Тие нема ни една суштинска забелешка. Институционално воопшто нема забелешка. Си има записници, си има на социјалните мрежи, после секоја јавна расправа, си има известување, информирање до граѓаните. И може да се видат кој се беше на таа расправа и записникот стои, кој што рекол. Сите дадоа целосна, безрезервна поддршка на текстот на законот. И јас еднаш кога завземам став, јас се држам до тој став. Не можам да ги менувам ставовите, особено за едно исклучително важно прашање. И како жена, која и мене ме допира, да го менувам ставовите, зависно и да внесувам политика во еден закон кој што нема никаква допирна точка со политиката. Току со суштината, со можноста да и жените пратенички, и ние жените функционерки, да го промениме системот, таму кај што постои нееднаков третман, таму кај што постојат штетните традиции, да ги изменеме. Да направиме нешто добро за девојчињата, за девојките и за жените. Во делот на законот, на вистинскиот концепт, вие имавте доста изјави кои што беа пренесувани од голем дел од медиумите, но ајде чисто да им објасниме на гледачите. Бидејќи се мене за волја на вистината ми беше малку и чудно дека сега наново се јавува потребата да разликуваме род и пол, нешто што јас и во образованието сум го поминал, значи не ми било предмет на прашање, но ајде тогаш да се навратиме назад на објаснувањата. Што вели законот, што зборува за полот и за родот? Најшколски. Законот го зборува тоа што го имаме дефинирано и во други закони. Законот не може да става нови дефиниции, ако ние веќе сме го дефинирале во закон каде што исто така се спомнува полот и родот. Оти голем дел, некои општини, например, направија целосни измени во рамки на локалната самоуправа, каде што род го заменија со пол, родова рамноправност со полова рамноправност. Ќе се навратиме и на тоа. Да. Значи, во Истанбулската конвенција, која што е дел од правниот поредок во државата со самата ратификација. Во Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и вклучително и семејното насилство дефиниран и пол и род, онака како што е дефинирано во Истанбулската конвенција. Истата дефиниција постои во предлог Законот за родова еднаквост. Полот е биологијата, она што не прави различни мажите и жените. Родот
е социјалниот конструкт. Она што општеството го наметнува како улога за девојчињата, момчињата, за мажите и жените. И тоа е менливо затоа што општеството се демократизира, оди напред, од култура во култура е различно. Ако на времето на мојата баба или прабаба било нормално и несвојствено било нормално жената да биде домаќинка, да си го гледа домот, семејството, мажот да работи, биле необразовани во најголем дел жените. Денес со еманципацијата на жените, со вклучување на жените во процесот на образование, жената нормално е дека ќе сака да излезе на пазарот на труд. Нормално е дека сака да учествува онаму каде што се креираат, каде што се носат одлуките, каде што се креираат политиките. Нормално е да посака да биде дел од академијата. Нормално е да сака да биде и авијатичар, да биде пилот, да биде научник. И тоа е дефиницијата за родот. Улогите кои што жените и мажите ги прават различни во општеството. И не треба ни во еден момент ние овие две дефиниции да ги поистоветуваме. Ниту пак дефиницијата за родот да ја поврзуваме со дефиницијата за родов идентитет. Родот се улогите кои што општеството ги наметнува на девојчињата, жените, мажите и момчињата. И ние мораме да ги следиме ваквите дефиниции, за да имаме правна сигурност после за практичарите. Ако вие во секој закон давате различни дефиниции, тој што треба да го применува закон во пракса, а најчесто и судовите и обвинителствата ќе имаат правна несигурност. Нема да знаат која дефиниција да ја испочитуваат. Непознавањето на концептот. Ние сведоци сме и на социјалните мрежи, и на медиумите, дека луѓето, кога се неинформирани, имаат најмногу предрасуди и стереотипи. Родовиот концепт, ако не го познаваш, широчината, големината на концептот, затоа што има многу алатки за да се дојде до тој концепт. Ако не ја познаваш, ако не си доволно информиран, ти ќе направиш чекори да ги извадиш зборовите родова еднаквост од сите документи во општините, кај што една општина го направи тоа, во другите не е направено, само општина Ново село, и да промени со еднакви можности на жените и мажите или не дај Боже со полова рамноправност. Изгуглајте низ интернет, не може да најдете дефиниција за не постои полова рамноправност. Да, затоа што го објаснив. Тоа и го направив и малку. Да, и го објаснив што значи зборот пол. Ваквото менување на термините е популизам, додворување на одредена целна група и непознавање на прашањето. И овде, наместо да се направи добра работа, се прави штета. Затоа што зборот родова еднаквост постои во голем број закони, во голем број стратегии, во институциите. Како ќе го наречеме родово одговорното буџетирање, родово базираното насилство? Нека објаснат, пошто ако се тие експерти што го променија, нека објаснат како ова ќе го вклучат после во своите документи. А секоја општина има обврска. Владата ги креира генералните политики. Секоја општина има обврска да ги вклучи овие политики во своите програми и стратешки документи што ги носи како локална самоуправа. Непознавањето и популизмот допринесува да дел од општините го направат тоа. Се доведовме во една ситуација каде што мене ми се чини дека, барем јас немам сеќавање искрено, од мојата возраст колку земјава што е, нешто постар од неа, но мене ми се чини дека црквата дотолку, односно верските заедници,
До овој степен, бидејќи сите велат само црквата, иако тука се вклучени и другите верски заедници кои застана една до друга на протестот, до овој степен никогаш толку организирано не се случило да бидат на протест. Буквално протест. Самат. И имаше доста критики во делот на загрозување дури и на секуларниот аспект на државата. Зашто и се водеа дебати околу тоа. Како вие го оценувате се тоа? Секуларниот концепција во Уставот. И тука нема потреба да се дискутира. Јас имам разбирање за сите во заедницата кои што се јавија за најголем дел, не за сите. Так. За најголем дел имам разбирање. Имам разбирање за верските заедници. Нивното учење е врз основа на догми. И таквото учење се пренесувало со илјадници години, се пренесува. Јас имам разбирање дека дел од ова што значи унапредување на правата можеби не е во склоп на нивното учење. Меѓутоа, како што реков, општеството оди напред. Ние сите треба да се прилагодуваме на промените. И нашите верувања, нашите учења, ставови, треба да ги прилагодуваме на современиот концепт. Да си ја зачуваме традицијата. Меѓутоа, не штетната традиција. Ние, политиките кои што ги креираме, да, јас почитувам традиција, почитувам семејни вредности, тоа не носи напред. Меѓутоа, не штетна традиција. Ние се бориме против и креираме политики против малолетнички бракови, против злоупотребата на децата, против насилството врз жените. И велиме, штетната традиција е таа која што ја става во подредена положба жената, што ја натерува девојчето да се мажи кога е уште малолетна, пред полнолетството, да се злоупотребуваат децата. И нашите политики, особено на Министерството за труд и социјална политика, каде што сите овие прашања се дел од нашите надлежности, се насочени кон тоа. Верските заедници исто така може да допринесат кон унапредување на положбата на жените. Меѓутоа, треба да прифатат дека и условите се сменети. Времето во кое живееме е многу различно од пред 1 или 5 века или 5 години. Затоа што многу, ако го спомнавме образованието, ако ги земеме бројките, статистиката, девојчињата многу повеќе се запишуваат на факултет, многу повеќе завршуваат, многу повеќе докторираат, Да, дури сега и на машински ќе видите многу повеќе девојчиња отколку во IT, генерално во IT, ние започнавме од некои си скромни 10% да сега имаш 30-40%. И многу повеќе девојки завршуваат. Се треба да ги прифатиме ваквите токови во општеството. И да промовираме родова еднаквост. Мене од секогаш ми биле интересни за наблюдување муабетите од видот на западните вредности што ќе ни ги уништат традиционалните наши вредности, дека не треба се да увезуваме од запад. Мислам, мене ми било прво фасцинантно како тоа ќе делиме, што ќе увезиме, што нема да увезиме, како ќе увеземе воопшто нешто. Но во секој случај не е тоа само западот, човек ако се сврти и на истокот, голем дел од тие земји на истокот, истото ќе го забележи во делот на развојот. Но она што е интересно кога ја споменавме Истанбулската конвенција неколку пати е тоа што неодамна, што тоа многу ретко се случува, Европската унија на ниво на унија ја ратификуваше Истанбулската конвенција, тоа неодамна, велам пред 2 недели дали беше, и е многу ретко да унијата цела се согласи за конкретна ратификација на еден документ. Тие уште околу здравството не може да се усогласат, но за ова се усогласија. Затоа што ја препозна придобивката на еден ваков документ, една ваква конвенција. Имаше долги години дискусии во Европскиот парламент за ратификацијата, затоа што одредени конзервативни земји, членки на Европската унија,
ја имаат повлечено ратификацијата, како Полска, Чешка. Меѓутоа, сето онаа што се истражувањата за кои што ги спомнав, се направени токму од експерти во делот на Европската Унија. Штетноста која што ја носи повлекувањето на ратификацијата или нератификувањето на конвенцијата во однос на насилството врз жените и останатите штетни практики е препознан од парламентарците и затоа пред известно време, пред 2 недели, на ниво на Европска Унија се ратификуваше Истанбулската конвенција, за да дадат пример на останатите земји дека овој документ навистина е потребен за, ако сакаме да зборуваме за едно општество во кое што сите имаат еднакви можности. Во дел од наративите на конзервативците во Европскиот парламент, но и генерално во рамки на состаноците на земјите членки на Европската Унија, можеа да се слушнат истите тие наративи кои што тука се слушаа. Мажи кои што ќе се изразувале дека се чувствуваат како жени, па ќе влегувале по женски вецеа, па ќе се спресоблекувале во женски соблекувални. Па дури кај нас отиде дури до таму тој разговор, што овој закон бил толку штетен, што дури и жените пратенички биле загрозени, затоа што мажи ќе се изразувале дека се чувствувале како жени, па тие ќе станувале дел од собранието како пратенички, што мислам дека веќе навистина и ќе ја уништеле квотата на жените во собранието. И веќе човек не можеше да следи во целост веќе што се зборува. И од каде излезе целата таа приказна? Законот за родова еднаквост ниту во еден сегмент, со еден збор, во ниту една одредба не регулира промена на пол. Не регулира истополови бракови. Значи, да направиме дистинкција помеѓу на работите. Законот за родова еднаквост промовира еднаквост на жените, девојките, во сите сфери на општественото живење. Зајакнување на механизмите кои што постојат впрочем од 2006 година во државата, зајакнување за да можат многу попосветено да се насочат кон родовата еднаквост. Законот за родова еднаквост ја вклучува родовата перспектива, дава можности, алатки, како да се вклучи родовата перспектива во политиките и стратешките документи. Истото она што го направивме во Законот за буџети со вклучувањето на родовата перспектива во процесот на креирање и имплементација на буџетите во државата. Тоа е Законот за родова еднаквост. Законот за родова еднаквост не го промовира промената на полот, ниту пак преку тој закон ќе се загрозат правата на жените, затоа што некој кој што се чувствувал како жена, а не е жена, ќе ги го земе местото на жената. Тоа е намерно направено и насочено кон одредбите од Законот за родова еднаквост, кој што нема никаква врска со таквиот наратив на антиродовите движења. Законот за матична евиденција. Тоа сега ќе ве прашував како се споија двата закона во еден протест. Не знам како се споија. Законот за матична евиденција ние како влада во март 2022 година го повлековме. За да се отвори поширок консултативен процес и да се најде механизам како правата што ќе ги добие граѓанин со овој закон допре до навистина до оние на кои што им се потребни. И јас навистина сочувствувам со секој еден кој што живее заробен во своето тело. И ние, без разлика дали е 1, 2, 10, 50 луѓе, и на еден граѓанин да е во општеството, треба да овозможиме да ги ужива своите основни човекови права. И затоа беше повлечен од владина процедура за да ставиме заштитни механизми. Со дел од одредбите лично не се согласувам, меѓутоа ќе отвориме расправа и јас секогаш го прифаќам мислењето на мнозинството. Да отвориме и да можеме да
донесеме закон кој што ќе одговара на сите, кој што ќе има вклученост, инклузивност на секоја целна група. Иако се знаеше дека законот е повлечен, а законот за родова еднаквост не е ниту во владина, ниту во собраниска процедура, туку е во конструктивен процес, се направи спојување на двата закони, намерно. И двата законот за матична евиденција, се извинувам што ја прекинувам, законот за матична евиденција не беше само во тој наратив спомнуван. Исто така во периодот кога почина и момчето Мемет Камбер, за кое што чекаше 2 недели да биде погребено, исто потребни се измени во тој закон, поради таквите случаи. Се направија измените, ама тоа е сосема друго. Затоа велам се измешаја многу лончињата сите. Така, и намерно се измеша, затоа што кога допираш до чувствата на граѓаните, и двата закони допираат до чувствата на граѓаните, ти со изменување или со ваков наратив, со наратив кој што не е вистина, наратив кој што не ја прикажува вистинската смисла на законот, ги будиш емоциите кај граѓаните. Иако не си информиран, иако си човек кој што лесно прифаќа без да провериш дали тоа е така, туку веруваш на одредена личност, ти лесно можеш да се јавиш со изјави дека сме за семејните вредности, сме за заштита на децата, не сме за да ни влезе машко во женски тоалета. Што бива па ако жена со трансродово лице што транзитирало во маж влезе во машки тоалет? Зошто и тоа не се постава? Зошто секогаш одиме кога маж транзитира во жена? А изедначено е колку мажи транзитирале во жена, толку и жени има што транзитирале во мажи. И зошто ги прикажуваме негативните примери? Зошто не го покажуваме позитивни, не ги покажуваме позитивните примери? Повеќе познавам Исто и жени јас. што транзитирале во мажи отколку мажи во жени. Исто и јас Повеќе познавам транс мажи отколку така, а зошто жени. нив не ги спомнуваме никаде? Да, сега ме замисливте. Добро? Да. Така да, без разлика дали е од маж во жена, од жена во маж, ако некој живее заробен во собственото тело, ако некој не се чувствува природно во онаа во кое што е, кои сме ние да му судиме? Ќе ви речат зошто да го менувате целиот закон за таму 100 лица. Едно лице да е, треба едно лице, државата да му возможи уживање на сите човекови права. Но, се тоа што го зборувавме сега, не е во законот за родова еднаквост. Е во законот за матична евиденција. И не е во делот на правното признавање на родот. Со детето Мемет беше во делот на издавање на извод од матичната евиденција. И тоа помина на собрание. И се радувам затоа што имаше и расправа јавна со претениците. Дојдовме до заедничко решение. Сега гледаме како тој процес да се убрза, за да може секој еден кој што нема извод во државата, а тука е постои и живее родени со се генерации, тука, со родители тука родени така, се, да може да добие извод и да ги ужива сите права од здравствена заштита, образование, социјална заштита и така. Министерке, пред да привршуваме со интервјуто, тоа што мене исто ми е во интерес да го зборуваме за јавноста е тоа дека го вртите фокусот и кон младите често. Значи, минатата година имавте кампањи кои што ги спроведувавте и гледам дека постојано се обидувате да допирате до младите, што ама и не е директна цел мислам, од мисиите на Министерството. Оти повеќе ве препознаваат како Министерство кое што се занимава со трудовите прашања, со социјалните политики, но не со конкретни возрасти. И некако се чини дека постојано се обидувате да најдете начин како да допрете до нив. И започнавте кампања неодамна околу тоа. Да, остави трага
е кампањата со низа на активности, настани во различни градови во државата, со која сакаме да допреме до младите. Младите се дел од политиките на Министерството за труд и социјална политика. Во секоја една, без разлика дали е еднаквост, недискриминација, трудова политика, вработување, социјална заштита, детската заштита е впрочем кај нас. Сите тие политики ја вклучуваат перспективата на младите. Остави трага го правиме заедно како Министерство за труд и социјална политика со Институтот за добро управување и евроатлантска перспектива и заедно со Совет на Европа. И тоа се едни позитивни настани. Сите настани имаат вклучена е уметноста, преку музиката, преку цртењето, преку театарот, затоа што културата и уметноста обединува. Преку споделување на лични приказни, на жени, мажи, млади, повозрасни, кои што успеале во животот, се нормални личности. Секој од нас има различна приказна. Секој од нас има различен пат како дошол до остварување на својата цел. Секој од нас има различна цел. Меѓутоа, на крајот кој ќе го секоја коцка кој ќе си влезе во мозаикот, гледаме дека на крајот, иако со различни приказни, различни патишта за реализација на тие приказни, сите имаме иста една цел. Тоа е како да си ги реализираме нашите соништа. И тоа сакаме да допре до младите. Како да ги активираме повеќе во општеството. Како да им ги прикажеме можностите кои што ги нуди општеството. Како преку споделувањето на приказните, различните приказни, секој од нас оставил трага, така и младите да остават трага. Да зборуваме за активацијата на пазарот на труд, да зборуваме за говорот на омраза, да зборуваме за менталното здравје, да зборуваме за проблеми кои што на вистина ги имаме, ни постојат, меѓутоа да го слушнеме гласот на младите. И тоа е и логото на кампањата, тоа е и целта на кампањата, да видиме да се насочиме со позитивни примери, доста ни е негативност во општеството. Навистина, доста ни е и младите, голем дел од младите заминуваат од државата токму заради таа токсичност што постои во општеството. Ајде да зборуваме за позитивно, а да зборуваме за млади кои што еден ден ќе споделуваат приказни на друга генерација млади. Настанот кампањата започна од Скопје. Тоа што беше интересно за колегите од медиумите беше дека му посочивте на градоначалникот на општина Центар за одредени изразувања кои што ги правеше со употреба на понежниот пол и некако, бидејќи бев таму, и некако се чини дека директно на самото место се врши обука, се врши проверка на се она што треба да правиме. Јас живеам со тие вредности, тоа беше и дел од мојата приказна, живеам со... Да, раскажавте дека сте 4 сестри. Така, 4 сестри, голема фамилија, воспитани во духот на еднаквоста, солидарноста, хуманоста. И тоа беше добронамерно. Јас многу добро го познавам градоначалникот и ги знам и неговите вредности, истите вредности кои што јас ги споделувам, ги споделува и градоначалникот на општина Центар. И затоа укажав дека може би некогаш не сакајќи и ние влегуваме во генерализации, во стереотипи, не сакајќи. Меѓутоа, понежен, посилен пол е стереотип. Имаме жени и мажи, подеднакво нежни, подеднакво гласни, подеднакво борбени, така да треба кон тоа да се фокусираме. И после настанот и вчера се видовме со градоначалникот и зборувавме за ова.
Нема никаква замерка од негова страна, иако беше пренесувано низ медиумите. Да, и треба. И тоа е еден начин на едукација и за присутните што беа, а имаше навистина доста присутни, затоа што се случуваше во парк, место каде што во тој период многу случајни минувачи застанаа да слушнат дел од убавите приказни, да слушнат добра музика од Шербет, да ги видат девојките од Меѓународниот Балкански универзитет, како создаваат прекрасни дела, инспирирани од говорите на говорниците, инспирирани од целата атмосфера. Како Мартина која што гравира на стакло, како создава и таа уметност, како интимен театар од Битола, преку пиесата Среќа, зборуваат за родовата еднаквост и навистина вакви нешта треба да се случуваат, вакви настани треба да се случуваат ширум државата и тоа ни е целта. Почнавме од Скопје, продолжуваме во Битола, во Дојран, во Охрид и во многу други градови во државата со истите со истата театарска представа, со истата музичка група, со различни говорници, да слушнеме што поголем број на инспиративни приказни од жени и девојки кои што успеале, сами успеале, со сето она што го имаат како вештини, како знаења, и мажи, како успеале во остварувањето на својата цел, да зборуваме и за родовата еднаквост. И тоа е всушност родовата еднаквост. Вие кога нема да направите одвојување на приказните на жените и мажите, кога подеднакво ќе промовирате и девојчиња и момчиња и жени и мажи, тоа е концептот на родовата еднаквост, кој ќе дадете еднакви можности на сите во општеството. На крај сме на интервјуто, има ли нешто што не прашав, а е актуелно, треба да се зборува или? Ова е во моментот она што е еден сегмент од она што го работи Министерството за труд и социјална политика. Ние продолжуваме и понатаму да го финализираме на законот за работни односи, кој што всушност и една голема придобивка за жените и мажите на пазарот на труд ќе придонесе, тоа е воспоставувањето на татковство, мајчинство, родителство, кои што ги промовира токму семејните вредности во општеството. Работиме на заштита на децата исто така верувам дека наскоро ќе ја донесеме стратегијата за родителство на владата, која што зборува повторно за семејните вредности и повторно за заштитата на децата. Како влада ќе ја носиме стратегијата за инвестирање во човечки капитал, повторно зборува за децата и за иднината на општеството. Работиме и со пензионерите. Како министерство сме со широка палета на надлежности, така да многу работи се случуваат, превршуваме, верувам дека или пред годишните одмори, или веднаш по завршувањето на годишните одмори и одредени законски измени ќе влезат во собраниска процедура. Министерка Тренчевска, ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во Студио 10 и ако не се видиме летово, убаво да се поминете во текот на летото, но следна сезона се гледаме сигурно. Ви благодарам многу и благодарам на можноста да ги информирам граѓаните за дел од активностите што ги реализираме и за вистината за она што е за законот за родова еднаквост. Ви благодарам многу.